Добар ден во денешното предавање или разговор би рекол на тема менопауза. Ќе навлеземе во тоа што го именував првично како 5 јасни знаци дека влегувате во периодот на менопауза и што може да се направи. Меѓутоа, целта ми е да отвориме една дискусија на оваа тема, да ја третираме малку повеќе, да влеземе систематски прво како може да се препознае, кои се симптомите и што реално од мојот аспект, од аспект на животен стил, една жена може да направи за да полесно го помине тој период. Значи, целта ни е да ги објасниме 5 основни знаци, да ја објасниме медицинската логика, биолошката механика, што се случува во позадина и како цел на тоа да објасниме што може преку животниот стил да се направи, да се подобри. Сосема едноставно, тоа е период, името кажува, фала му на Бога дека е период, но како период знае да трае и подолг период, посебно делот наречен перименопауза, подоцна ќе го објасниме, знае да се провлече и низ неколку години и заради тоа не е доволно да се има ментален став само дека тоа е период што ќе помине, да, секако дека ќе помине, но не е толку краток за да може да се исчека. Туку треба активно да се делува што можеме барем да направиме со цел периодот да помине полесно. Најчестите симптоми за да знаеме за што зборуваме: топлите бранови, ноќното потење, нарушениот сон, промените во расположението, заморот, промените во циклусот се разбира и качувањето на килограмите. Може да има чувство на магла во главата, послаба концентрација. Значи, за жал, како што гледаме една подолга листа на симптоми кои што не се специфични и од тука може да бидат некако смешани со други, еве така да речеме. И тоа може да се поклопи со период на стрес, на зафатеност во животот, на низа други ситуации и просто границите не се јасни. И затоа е лесно да не може човек веднаш да се сети за што всушност станува збор. Но едно е важно, менопаузата не почнува одеднаш, тоа не е како со нож. Периодот на сам кој што и предходи е наречен перименопауза и тоа е тој кој што рековме дека може со години да трае, а карактеристика за него е дека хормоните флуктуираат. Значи дека оди нагоре, надоле. Целата симфонија од хормони кои што треба да бидат во извонредно добар баланс и преку остатокот од животот вообичаено се, но ова е период кога доаѓа до нарушување. Во тесната медицинска дефиниција, менопауза значи дека жената немала менструален циклус 12 последователни месеци. Така медицината го дефинира тесно периодот на менопауза. Првиот знак: топлите бранови и ноќното потење. Еден од најпрепознатливите симптоми во периодот на менопауза се токму топлите бранови. Се опишува како ненадејно чувство на топлина, се шири низ цело тело, посебно во пределот на лицето, на главата, на вратот и како такво знае да биде веднаш да дојде, краткотрајно да трае и знае да биде различно по интензитет, да биде благ, да биде краток, но и да биде и поинтензивен и понепријатен. И второто поврзано токму со топлотните, со тие топли бранови е ноќното потење, кое исто може да се јави заради тоа што да се надоврзе на тоа чувство на топли бранови и да биде искомплицирано уште понатаму самото потење да го наруши сонот, нарушениот сон да даде замор, надразливост, пад на концентрација. И сега некој, нели, ќе кажеме, почнуваме од навидум, наивен симптом, топлиот бран, но тој се комплицира преку потење, тој се комплицира преку нарушен сон и одеднаш еден мал симптом станал голем проблем. Тоа е првото нешто и секако нема да навлегувам дека тоа е по дефиницијата, тоа се
прашање за естрогенски нивоа, флуктуациите, вариациите на нивото на естроген и како тие флуктуираат, така телото може да стане осетливо и на мали температурни промени. Но, реков, нема да навлегуваме во длабоките медицински објаснувања, само ќе ги објаснуваме симптомите и нивната причина. Вториот знак е нарушен сон. Значи, првиот знак беше топлите бранови и потењето. Вториот нарушен сон и независно од нив. Значи, дури тие и да не се присутни, сонот може да почне да варира на два начини. Сонот може да варира во квантитет и во квалитет. Нарушувањето во квалитет може да значи дека едноставно се спие доволно, како часови, но тоа може да е расцепкано или плитко. Од една страна, значи квалитетот да биде нарушен, а може и едноставно да биде надоврзана и една несоница и просто многу подоцна да се заспива и со тоа да се наруши и квантитетот или за жал да бидат присутни и двете. Хормоните всушност влијаат на терморегулацијата, на динамиката на сонот, на заспивањето и будењето, на сите тие циклуси. Затоа се објаснува дека покрај првиот знак, топлите бранови и потењето, тесно поврзано е и нарушувањето на сонот. Третиот знак е промени во расположението. Може да биде како нервоза, најнародно кажано, како раздразливост. Тоа не значи дека е слабост карактерна или психолошка, туку просто нашето расположение одговара на телесните промени. Тоа е многу важно да се разбере, бидејќи ние сме под една хормонална рамнотежа, би требало да бидеме во најголем дел, и тоа не е личен неуспех ако човек едноставно во тој период од животот ја намали контролата врз тој дел од своите емоции и расположението. Тоа не е знак за слаби нерви, не е знак за личен неуспех, тоа е признание дека физиолошкиот процес на хормоните е толку силен да влијае на расположението. Толку. И сепак тука има граница кога човек треба да се самонаблюдува и да знае дека ако тоа премине во силна анксиозност, во депресивно расположение, во панични напади, губење интерес за секојдневни активности и мали задоволства, секако нема да сгрешите доколку се консултирате со психијатар, психолог, психотерапевт, бидејќи може тоа исто како и претходните знаци кои што знаат да се искомплицираат со дадени други околности во животот, и тоа може да биде проблем. И конечно, четвртиот знак се разбира, тоа е општо познат, варијации во циклусот. Циклусот станува непредвидлив и тоа е многу јасно поврзано со хормонските амплитуди. И петтиот знак е уште покомплексен, кој што може да оди со замор, со магла во главата, како што ја нарекуваат brain fog, но и со зголемување на телесната тежина. Тука е посебно важно тоа да се разбере, заради тоа што со многу мои пациентки кога разговарам и кога ќе дојдат и кога имаат тој проблем, некаде да речеме 45-та година, и ќе ми кажат дека изминатите 20 години, кога и да сакав да слабеам, можев, си го знам телото, знаев што точно треба да направам и во рок од неколку недели или максимум месеци ја постигнував тежината која што ми е цел, а сега тоа се чини дека не функционира. Значи тоа е, има една, вели на англиски кажана подобро звучи, но ќе ја преведам на македонски, вели треба да, кога ќе дојде тој период на перименопауза, менопауза, жената треба да трча за да стои во место. Или треба да правите екстра напор кој што порано би дал ефект тежината да падне, сега ќе даде ефект тежината да стои. Екстра напорот ќе се манифестира со тоа што доволно, што барем што нема поправење, што нема народно кажано дебелење. Тоа не е лесно за прифаќање, заради тоа што укажува најдиректно
на промената на ефектот на хормоните врз нашето тело, врз цел метаболизам, врз апетитот, врз складирањето на мастите. Оти сите овие во крајна линија всушност се хормонски зависни. И тоа во огромна мера. И од тука и зголемувањето на телесната тежина е тоа што најчесто е знакот дека треба нешто да се направи. Што се тие практични работи кои што се едноставни и може да помогнат? Првото нешто е подобрување на ритмот на спиењето. Нели сега ќе кажете, ама што туку објаснивме дека се физиолошки од варијациите на хормоните, промените кои што се поврзани. Меѓутоа, има низа на работи кои што спаѓаат во доменот на така наречена хигиена на сонот, кои што порано можеби не биле толку важни, но сега ви се посебно важни, заради тоа што и онака кревкиот сон да не го нарушуваме дополнително. Легнување и будење во слично време сега е поважна работа. Лесната вечера е поважна отколку порано. Помалку пред екран, непосредно пред спиење. Кафе во втората половина на денот. Пријатни услови во просторијата. Сега овие промени кои што се навидуме едноставни, сега се под лупа и се многу поважни и просто треба малку повеќе да се внимава за тоа која е динамиката и хигиената на сонот за да влезете во подобар сон. Тоа е првото нешто кое што е практично важно во овој период да го земете посериозно. Второто нешто е исхраната што го стабилизира телото. Значи не зборуваме за строга диета, туку исхраната сега е важно во овој период да има доволно протеини, да има доволно влакна, да пазите на овие работи доколку на нив не сте пазеле порано, заради тоа што варијациите на шекерот, флуктуациите на шекерот кои што порано полесно сте ги поднесувале, сега може да бидат понепријатни и може да прават влошување на генерално состојбата на дисбаланс. Трето, посебно треба тука да се внимава на движењето, мускулите, коските. Значи, сега веќе мускулите и коските треба да се кренат на едно ниво повисоко. Пешечењето, лесните вежби со отпор, вежби за сила, вежби за мобилност, вежби за баланс. Мускулната маса од оваа точка надоле може да очекувате дека би требало да почне да паѓа, да го пресретнеме тој момент со едноставни вежби кои што ќе го вратат тонусот назад. Тоа е третото. Четвртото, има некои работи кои што топлите бранови ги влошуваат. Алкохолот ли е кај некој е премногу кафе, лутата храна, жешките пијалоци, топлите простории, стресот, било што знае да го влоши овој систем и конечно смирувањето на нервниот систем. Тука е момент кога треба да се подсетите кои се тие техники кои што влијат позитивно на вас. Длабоко дишење, медитација, релаксација, лесно истегнување, пауза без телефон, ритуали кои што помагаат за опуштање. Значи, овдека треба сега веќе на дневна основа една жена да си го испланира овој момент на активно опуштање. Заради тоа што сега хормоните ќе туркаат во друг правец, треба малку повеќе труд да внесеме за да го направиме тоа. И доаѓаме до точката на има и природна поддршка, хербална поддршка. Тоа е логично прашање, нели, ако било кој од овие работи ги правите, има ли нешто екстра што може да се направи? Ако овие работи сите заедно се на кои 60-70% од природниот пристап, дополнителните 30-40% се во таа хербална поддршка. Има билка, таа е така наречениот црн кохош или цимицифуга, билка која што е основа на подобрување на состојбата поврзано со симптомите од менопауза. Црниот кохош е традиционална билка, многу употребувана во светот. И јас ја користам во нашите суплементи, тоа е нашиот суплемент Menoactive, кој што е базиран токму на ова растение, чист екстракт од ова растение. Тој не е хормон, не е заменска хормонска терапија,
но не треба да се зема доколку веќе ја земате хормонската терапија. Тоа ми е многу важно да го нагласам. Реално очекување тој треба да се земе и да му се дадат 2-3 недели за ефект. Ефектот ќе го осетите како поблаг, како понежен, не е хормонска терапија, но гледајте на интензитетот на симптомите дали паѓа или не паѓа. Би требало дефинитивно да паѓа, се разбира кај овој тип на продукти, кај овој тип на природни хербални препарати, ефектот е многу понагласено индивидуален. Кај некои лица ќе биде посилен, кај некои помалку, но баш можете да пробате и да видите како ќе биде влијанието кај вас. Можеме да ставиме линк под видеото од нашиот продукт Menoactive, кој што имаме среќа да имаме доста кориснички, не би рекол пациентки, се разбира, тоа се клиентки, кои што подолг период веќе го користат и за среќа дава позитивни ефекти. Со ова би го заокружил ова кратко предавање во кое што да нагласиме дека телото сега бара подобра поддршка, бара малку повеќе грижа, повеќе внимание и да не му се лутиме заради тоа, туку да го прифатиме тој момент и да му го дадеме тоа екстра внимание. Тоа што при претходни 20-30 години било полесно, дали е намалување на телесна тежина, дали е било каква друга самоконтрола, било полесно, поприфатливо, сега можеби не е баш така, меѓутоа ги кажав сите тие работи, подобар сон, подобра исхрана, повеќе движење, малку можеби и разбирање за тоа што се случува во телото и природната поддршка Menoactive, нашиот продукт, базирана формула базирана на црн кокош, исто така може да помогне во намалувањето и полесното пребродување на овој период наречен менопауза. Ви благодарам многу за вниманието, се гледаме пак.